Во Општинското основно училиште Кирил и Методи во Стајковци денеска беа организирани низа активности по повод Меѓународниот ден на учителите. Директорката на училиштето, магистер Ана Петровска, за прва Скопска изјави дека овој ден одлучиле да го одбележат на посебен начин од причина да научат нешто ново, но и да ги освежат знаењата за здравата исхрана и здравите навики. Во нашето училиште секоја година на различен начин се одбележува Светскиот ден на учителот, но оваа година со колегите решивме да биде на еден поинаков начин кој што ќе биде поубав, поинаков, потрендовски, посветски. Значи организиравме спортски активности во кои што за колегите, значи за наставниците, за наставниот кадар, каде што понеделнички ќе делува енергетски, ќе бидат свежи, полни со енергија, полни со мотивација и целата ова учебна година од овој ден на учителот до следната учебна година да бидат мотивирани, среќни, исполнети и пред се здрави, за да можат да се посветат како на себе, така и на професијата и да бидат позитивен на учениците дека треба да спортуваат и да се хранат здраво. Нутриционистката Цвета Динева смета како ќе се хранат децата во секојдневието многу зависи од домот, но исто многу зависи и од наставниот кадар. Пред се во детските градинки, па во основните и средните училишта, па дури и во студентските денови. Правилната исхрана е од витално значење за она кои сме ние, вели Динева. Таа смета дека на оваа тема треба да и се посвети поголемо внимание со цел да имаме здрави генерации. Нездравата храна во секојдневието, што на училиште, што дома, што на улица, купување брза храна. Потоа, цело време ангажираност, односно поминување време на децата со телефони, со лаптопи, таблети и така натаму. Некомуницирање нормално меѓу себе. Пиење се друго како напиток, вода не пиење, легнување не на време, станување не на време. Сите овие фактори, кога ќе се соберат, веќе свесни сме и самите ние, дека создаваат генерации кои што се навистина со голем потенцијал за развивање на разни болести. Автоимуни заболувања, дегенеративни заболувања. Јас можам да кажам, мене ми е многу жал што ќе го кажам овој факт. Значи, се повеќе деца со јувенилен диабет, оној диабет што се јавува на мала возраст, се повеќе на млади години мултиплекс склероза, како што е едно девојче од 12 години невидено, значи такви болести на оваа возраст, и да не набројувам понатаму, а сето ова е тесно поврзано со овие фактори претходно што ги кажа. Динева апелира вакви предавања да се одржуваат организирано и да се ангажираат компетентни луѓе, нутриционисти да ги држат предавањата, бидејќи само така ќе има резултати. Со внесувањето на здравата храна кај децата се зголемува и имунолошкиот систем, а со тоа стануваат и поимуни на сите вируси и болести. Покрај предавањето за здравата храна, во училиштето се одржуваат и спортски активности, како и еколошка едукација кај децата од страна на наставничките. И денес ние наставниците на еден таков начин преку спортски активности го одбележуваме нашиот ден, а тоа е денот на учителот, каде што учествуваа сите наставници од нашето училиштето, како и наставниците од подрачното училиште Страчинци. За здрав живот, покрај спортски, физички активности, знаеме дека е потребно и здрава храна, така да денес, денот, го започнавме со спорт, а продолжуваме со следна активност, а тоа активноста за здрава храна. Во нашето училиште веќе долги години се имплементира проектот Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем. Една од еколошките теми предвидени со овој проект е темата за здравата храна, така што ние со учениците, па и со сите вработени, постојано организираме работилници за здрава храна, предавања, едукации на таа тема, се со цел да се развие свеста кај учениците за потребата од здравата храна како еден важен предуслов за раст и развој на детскиот организам. Ние исто така сме вклучени во голем број на проекти. Последниот проект кој што го работиме се антрополошки мерења кај учениците, каде што се избра одредена група на ученици, каде што се изврши мерење на нивната височина, мерење на нивната тежина и мерење на масното ткиво, каде што ќе се
изврши проценка за тоа дали тие имаат нормална тежина за нивната возраст и доколку се увиди дека тие немаат нормална тежина за нивната возраст, ќе им се даде еден променет режим на исхрана каде што тие ќе може да имаат да ја доведат својата нормална тежина во нормала.